Добар ден, стартува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Одредени прехранбени продукти содржат добри бактерии кои се неопходни за нашиот организам, бидејќи влијаат на здравјето на дигестивниот и имунолошкиот систем. Одредени истражувања покажуваат дека бактериите во цревото одредуваат дали вашето бебе ќе биде атопичар, астматичар, дали ќе биде здраво или болно, а исто така имаат влијание и на расположението и однесувањето кај децата. Веќе ви е познато дека пробиотици има во јогуртот и кефирот, но тие не се единствени извори на добри бактерии за организмот. Како да внесете пробиотска храна во менито на децата е темата на која што денеска ќе разговараме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Фасцинантен е податокот дека нашето тело содржи повеќе бактерии отколку клетки и се повеќе се зборува за оние добри бактерии кои што влијаат позитивно на здравјето на нашиот организам, наспроти оние патогени кои што предизвикуваат болести. Во последно време има еден тренд пробиотска храна. Зашто станува збор? Каква е таа храна? Всушност, само сликовито 10 пати повеќе бактерии има во нашиот организам отколку што имаме ние клетки, така да ние сме всушност живееме во една симбиоза со бактериите кои што живеат во нас и за среќа 85% од тие бактерии во нашиот микробиом се добри, ни помагаат, а 15% се патогени, односно ни одмагаат. Главната цел на дигестивниот тракт во долниот дел на дигестивниот тракт е да ги држи во рамнотежа, познато добра цревна флора, веќе се повеќе се користи друг термин микробиом. И интересно е тоа дека уште 2007 Панда, научна студија која траеше многу долго време, ова сакам да го нагласам, бидејќи на пробиотската храна треба да се размислува уште пред да се роди бебето. Значи, траела 4 години, во која биле внесени повеќе од 2000 трудници и докажано е дека доколку во текот на бременоста се форсира пробиотска и пребиотска храна, за 80% се намалува ризикот од дерматит, од алергии, од астма, дури и кај родители кои што се веќе носители на тој тип на хронични заболувања. А би сакала да кажам како вовед во целата тема е дека во светот многу веќе не е тоа само маркетиншки трик за пробиотиците и дека родителите треба да размислуваат и во насока на тоа да алармантните податоци на зголемена телесна тежина токму кај најмладите, каде што не е дозволен голем диететски менувања, односно диети кај децата, треба да размислат за воведување на пробиотска и пребиотска храна за како помош во регулирање и на телесната тежина кај децата. Всушност, пробиотиците се корисни бактерии кои што најчесто се појавуваат во храната по одредено нивно ферментирање, односно одредени процеси кои што се природни. Човекот ја ферментирал храната за да го задржи нејзиниот квалитет уште многу одамна. Ние во текот на живеењето, во цивилизацијата, морам да кажам дека сме ги расипале тие стари рецепти на ферментирање на храната, па затоа денес прибегнуваме кон користење на готови пробиотици. Што е пробиотска храна? Пробиотска храна е онаа која што во себе содржи корисни микроорганизми, живи, кои што во нашиот организам и прават дополнителни метаболички функции, значи поттикнуваат, а на производот, односно на храната во која што се наоѓаат, даваат дополнителен квалитет. Па познатиот јогурт, освен своите основни состојки, кои што ги содржи во себе, со содржината на разни пробиотски бактерии, разновидни соеви, значи има и дополнителен здравствен ефект и веќе влегуваат пробиотските храни во еден нов тип на така наречена функционална храна, која што има директни здравствени бенефити, влегува во храната која што е нутритивна здравствена подршка. И сега она на кое што би сакала да се задржам, да јогуртот, да кефирот, да киселото млеко, да киселата зелка, меѓутоа постојат и други храни кои што
се пробиотски. Како веќе што споменавте, не секоја храна е пробиотска. Еве, месото дали содржи пробиотици? Што содржи пробиотици? Еве, покрај овие кои што Значи, ги направивте месото продукти. подложено на природна ферментација, која што се уште се обработува во некои делови во светот, може да содржи пробиотски бактерии. Кај нас, за жал, на Балканот и во Европа, тој тип на обработка на месото го немаме веќе, засека е останат само во земјите на далекиот исток. Пробиотски бактерии е природно ферментирана храна, како што е зелката, со додавање на сол или шеќер во одредени случаеви и вода, и оставање на одредени состојки од храната со делување на водата и на натриум хлоридот или на шеќерот, да создаваат одредена ферментација. Така, порано речиси секое семејство имаше на терасите или во својот дом буре со зелка, па се точеше и се правеше домашна ферментирана зелка. Денеска се исклучок таквите примери. Треба да нагласам дека иако во маркетите можеме да најдеме така киселена зелка, треба да се внимава кога се чита декларацијата, бидејќи таа честопати, за да биде пакувана, е пастеризирана. Се што е природно ферментирано пробиотски, апсолутно не останува живо после процесот на пастеризација, што значи дека треба да бидеме многу внимателни и во купувањето на веќе се поприсутната пробиотска храна. Туршијата, киселите краставички, не правени со оцет, туку правени со природна ферментација на истиот начин на кој што е правена и зелката. Речиси да не постои зеленчук кој што содржи во себе сложени јаглени хидрати, а да не може да се ферментира на пробиотски, да добиеме пробиотска храна. Источњаците ја викаат кимчи, ние го викаме расол, меѓутоа можеме и во наши услови да направиме сами, тоа е многу лесно, треба трпение. Што друго е помалку познато, а содржи пробиотици? Грашокот, младиот грашок, меѓутоа не и термички обработениот грашок, што значи дека кај најмладите треба да се користи во мали количини, свеж, млад, да се додава во салатите или во познатите смуди кои што младите родители се повеќе ги користат. Потоа фостаците исто така содржат многу интересни соеви на пробиотици, па се смета дека само 30 на грама се доволни на долги патеки, неколку пати во неделата, да направат раст и равнотежа на човечкиот микробиом, дури и за 20%. Потоа маслинките. Забораваме дека ние маслинките ги спаѓаат во ферментираната храна. Маслинките не ги конзумираме, значи така како што се во бербата, туку тие се ферментирани, одстојуваат 6 месеци, квалитетна маслинка 6 месеци ферментира, така да и тие спаѓаат во пробиотската храна. Потоа има одредени типови на храна кои што не содржат ниту пребиотици, ниту пробиотици, меѓутоа делуваат на покачување, на синхронизирање на микрофлората. Тука ќе го спомнам темното чоколадо и какаото. Механизмот на делување не е се уште доволно технолошки испитан, меѓутоа тие иако не содржат во постоечката цревна флора, разлагајќи ги состојките на темното чоколадо и на какаото, се синхронизира самата себе си и прави една рамнотежа. Пробиотски може да бидат и киселите теста. Не оние брзи, кои што ги користиме со квасец, кој што постои само 100 години, туку ферментирано кисело тесто кое што ферментира 24 часа. Што интегралните житарици можат да содржат пробиотски соеви, меѓутоа претежно имаат пребиотски. Потоа интересно е да кажам дека во пробиотската храна е интересно дека не смее да биде ниту заедно комбинирана со термички обработена храна. Значи, она што е пробиотска храна треба да се комбинира со свежа храна. Малку се знае дека одредени типови на сирења и на кашкавали имаат пробиотски култури.
да напоменам, одредени млади сирења, како што е моцарелата, поради процесот на ферментирање, чедарот, поради процесот на чедаризација, да не навлегуваме во технолошкиот процес, успеваат да обстојат интересни соеви на пробиотски култури во крајниот производ. Што значи дека на вистина не само јогуртот и киселото млеко се извори на пробиотици. Така, денеска децата главно конзумираат термички обработена храна, пастеризирани производи, што значи дека на вистина многу мала количина на пробиотска храна внесуваат во нивниот организам. Дали тоа значи дека сепак треба да примаат плюси пробиотици или пак, доколку се болни, еве порано, лекарите советуваа заедно со антибиотиците да се пие јогурт. Нема некои научни докази за тоа, но искуството говореше дека јогуртот во такви ситуации може да помогне. Што значи, дали со пробиотската храна, доколку се зема во доволна количина, може да ги замени пробиотиците во моменти кога се потребни? Или сепак треба да се направи една комбинација? Секогаш треба да се направи комбинација во зависност од нутритивните потреби на детето кој што треба да ги конзумира. Примањето на антибиотска терапија не е редовна процедура на здраво дете. Значи, постои голема причина кога тие се дадени. Во таков случај, секако треба да прибегнеме на суплементација на пробиотици. Постојат веќе сериозни препораки во одредени земји од горе на север во Европа, Австралија е исто така, многу се работи на тоа поле. Например, се суплементираат кај деца кои што се родени со царски рез, бидејќи детето го прима мајчиниот микробиом додека поминува во родилните канали, па се докажало дека при цезареја малите бебиња всушност имаат потешкоти и доцнат со создавањето на својата микрофлора, односно на микробиомот. Медицината веќе микробиомот го нарекува заборавен орган, бидејќи по начинот на тој како делува синхронизирано наликува на орган. Постојат моменти кога треба да се интервенира со суплементи. Кога се интервенира со суплементи, сакам да кажам дека тоа не е решение кое што треба да трае 2 недели, 3 недели. Нарушен микробиом се воспоставува во период најмалку од 6 месеци. И онда што сакам да го нагласам и како вовед во вториот дел е дека кога еднаш ке се воспостави цревната флора, ние треба да ја одржуваме. Пожелно е да се суплементира, да се форсира пробиотска храна до добивање на една врамнотеженост, меѓутоа потоа треба да направиме средина која што ќе го одржува микробиомот во рамнотежа и жив. Тогаш треба се внимава така на исхраната. Треба се внимава на исхраната и родителите редовно да внесуваат пробиотска храна на детското меню, што не секогаш е лесно. И на долги патеки е поважна пребиотската храна. Така, сега ќе споменам и што е тоа. Бидејќи ние можеме да делуваме со додавање на пробиотици. Така, на добри бактерии. Но понатаму, без одржување... Ќе морат нешто да се хранат и да се размножуваат. Помеѓу зборовите пробиотик и пребиотик, разликата е само една буква, но суштината е многу подлабока. Суштината е многу подлабока. Ако пробиотиците е жива култура со одредени директни метаболички ефекти, пребиотиците се состојки во храната, кои што не се пробиотски, меѓутоа се храна на живите бактерии, за да тие одржуваат синхроницитет. Што значи дека тука во најголем дел спаѓаат нерастворливите билни влакна, кои се храна, значи, на пробиотиците. Но не сите билни влакна се пребиотски. Светската здравствена организација го покачи внесот на билни влакна токму поради тоа да делуваат пребиотски, но науката докажа дека иако сите диетни влакна имаат здравствен бенефит и спаѓаат во така наречената функционална храна, не сите билни влакна се пребиотици, па тука треба да внимаваме исто на одредени групи на намирници кои што делуваат како пребиотици. Така, јас најдов дека пребиотици може да бидат кромидот, лукот,
празот, секако свежи, не термички обработени и тие треба да бидат редовно присутни на детското мени. Уште од најмала возраст да се воведуваат. Всушност, највисоко на листата на пребиотските можности остануваат и делови од пробиотската храна, која што има и пребиотици во нив. Значи, природата и во самите кефири прави еден вид на рамнотежа. Највисоко на листата на пробиотски е всушност цикоријата, во себе содржи пребиотик инулин. И тука најтопло препорачувам, цикоријата е хипоалергена, значи што порано да ја воведат, како напиток. По возрастната популација, бабите и дедовците се сеќаваат на дивката, напиток кој што се конзумирал наместо кафе, значи највисоко, потоа глуварчето. И интересно дека кромидот задржува дел од своите пребиотски својства и по термичката обработка. Само кромидот. Потоа, тука спаѓаат зелените банани, значи не презреаните банани, него и комбинациите на интегралните житарки, како што е овесната каша стои највисоко. Потоа, одредени производи од семки, таанот е одличен пребиотик. Сусамовите, значи сусамовото, сончогледовите семки, семките од тиква, сите тие високо стојат на пребиотската храна. Например, за дете со просечна нормална телесна тежина на 7 години, еден топол напиток од цикорија задоволува 9 грама од вкупниот внес на дневен на билни влакна и сите 9, значи речи си половина, и сите тие имаат пребиотско делување. Комплицирано ли е да се направи тој напиток? Апсолутно не е комплицирано да се направи тој напиток. Термички се обработува исто како какаото, доколку не го прифаќаат децата вкусот, може да се комбинира со какао, добиваме синергија. На делувањето уште подобро, на какаото и на цикоријата, што значи дека може да сега се популарни растителните млека, може да биде додаток во растителните млека, наместо сите тие вештачки работи кои што ги додаваме. Цикоријата е одлична. Во блендер може да се додаде глуварче, спаѓа во хипоалергена храна, нема толку многу оксалати како спанаќот. Јас не препорачувам многу сиров спанаќ во исхраната на децата, што значи дека многу едноставно може да делуваме на одржување на микрофлората, но треба да имаме информации и да сме посветени. Така, тоа е најважно, да се има правилни информации, да се внимава на исхраната, бидејќи незалудно рекле старите, здравието влегува преку уста. Ви благодарам, Надица, што бевте дел од 0N+. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно. Пријатно.